Ребаланс за плати и пензии, буџетска дупка од 340 милиони евра. Груевски на прославата на Унијата на млади сили. Специјалното јавно обвинителство делува партиски и го црнува ВМРО ДПМН. Вклучете не во преговорите, порака на шарената револуција. А Голи се исправи пред зградата на Телеком, поставен споменикот на албанскиот деец. Има ли Брекзит 2? Милиони британци бараат нов референдум. Заминете што побрзо, порака од основачите на Европската Унија до Велика Британија. Ердоган, Европа е исламофобична, ке има уште членки кои сакаат да излезат од Унијата. ИСИС, киднапирани 900 курди, убиени 13 од нив. Ви посакувам добре дојде во информативниот магазин на телевизија 21. Пари за плати и пензии ке има, порача новиот чувар на државната каса Кирил Миноски на вчерашното обраќање до граѓаните. Опозицијата обвини дека со ребалансот на буџетот државата ќе оствари рекорден буџетски дефицит. Стручната јавност прашува на сметка на што ќе се крати државната каса. Ја оставаат отворена и можноста за нови прекројувања на буџетот до крајот на годината. Со ребалансот на буџетот ќе сикнати парите за проектот Скопје 2014, смета поранишниот чувар на државната каса Джевдет Хајредини. Смета дека со оставката на претходниот министер за финансии Зоран Ставревски ќе почнат да се отвораат прашања за долгови и акумулирани обврски за кои граѓаните никогаш не слушнале. Прво неговото ветување дека ќе нема проблеми со исплата на плати и на пензии и други социјални трансфери. Тоа е можно да биде, меѓутоа ќе треба да ги прекине во прв ред оние исплати кои немат никаква потреба да продолжат, а тоа се сите работи кои се изведуваат на реализација на проектот Скопје 2014. А ми се чини дека овој пат ќе бидат принудени состојбата да не може да ја држат под контрола и да ја држат скриена. Ќе испаднат сите досегашни дефицити, така да не само овој, него ќе морат и во текот на ова година и други ребаланси да прават. Според Хајредини, парите од планираната еврообврзница нема да бидат доволни затоа што во буџетот се акумулирани обврски со години наназад кои досега биле вешто сокривани. Од опозицијската СДСМ со став дека со ребалансот се кратат капиталните инвестиции и Македонија ќе добие историски рекорден буџетски дефицит од 4,3%. Единствената цел на новиот ребаланс на буџетот е создавање услови и атмосфера за ново задолжување преку еврообврзницата. Овој ребаланс на буџетот е погубен за Македонија, за економијата и за нејзините граѓани, сметаат од СДСМ. Тие додаваат дека сите претходни задолжувања на домашниот пазар и евентуално издавање на еврообврзницата ќе бидат нелегални и спорни како јавен долг. Според СДСМ власта чекала опозицијата да го замрзне своето учество во парламентот за да го донесе ребалансот на буџетот. Инаку новиот министер за финансии Кирил Миноски вчера нагласи дека граѓаните не треба да се грижат. Со ребалансот не се загрозени платите, пензиите, како и социјалните трансфери за граѓаните на Република Македонија, додека кај капиталните расходи имаме извесно намалување, кои што сепак остануваат на високо ниво и се поголеми за 3,8 милиарди во однос на истиот период лани. Ребалансот, како што рече министерот, се прави откако се увидело дека македонската економија годинава нема да порасне според планираните 4%, туку за 2,3%. Тимот на СДСМ е изгубен и деструктивен со криминални навики, порача лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на 25-та годишнина од Унијата на млади сили на партијата во Скопје. За поранешниот премиер специјалното јавно обвинителство делува непрофесионално и партиски, а како што рече Груевски, многумина однадвор потпаѓаат под приказните на ово обвинителство без длабинска анализа. Лидерот на владеачката партија подлече дека ВМРО ДПМН е сигурен победник на следните избори. Прочитана е и стратегијата со луѓето на специјалното јавно обвинителство.
нивните цели и намери, нивното не само непрофесионално делување, туку и активно партиско функционирање во правец на поддршка на СДСМ и оцрнување и загрозување на ВМРО ДПМН. За жал, многумина однадвор, без да направат вабинска анализа, потпаѓаат под приказната дека ова што го веламе неточно или е некоја кампања против СЈО. Многумина од нив, немајќи време за двабинска анализа, превземаат ставови еден од друг, верувајќи дека се точни и проверени. Шарената револуција пред закажаниот протест в понеделник порачува дека очекуваат да бидат петтиот преговарач во партиските преговори за надминување на политичката криза. Велат би придонеле во мониторинг на 4 партии. Оттаму пак нема најава за нови преговори. Граѓанското општество треба да биде петтиот преговарач заедно со политичките партии, и тоа не во делот на носење на одлуките, туку во наблюдувањето на процесот на преговорите, а целта е решавање на длабоката политичка криза, вели Дарко Малиновски од Шарената револуција. Тие граѓански организации да немаат право на одлучување, меѓутоа да имаат да се водат по принципот на мониторинг и транспарентност, бидејќи се соочуваат политичките партии со своевидна криза на легитимитетот и е добро граѓанското општество да види дали навистина политичките партии се грижат за интересите на граѓаните. И исто така, овие граѓански организации кои што би се вклучиле, значи збориме за целото граѓанско општество, да може да ја понудат својата експертиза за надминување на политичката криза. Додека граѓанските активисти апелираат од партиите молк за продолжувањето на преговорите. Иако беше најавено, средбата помеѓу лидерите на 4 партии подписнички на договорот од Пржино не се одржа. Од партиите нема детали за можно продолжение на преговорите и покрај нивните барања за дополнителни консултации. Сега и помалите партии бараат учество со цел да се реши политичката криза. Портпаролот на ДОМ Тони Ристов вели дека и тие можат да дадат свој придонес во решавањето на кризата. Малите партии секако со своите идеи и со своите политички ставови можат да придонесат многу за подобрување, односно за излегување од политичката криза во која што е доведена Македонија. Така да, малите партии или оние средни партии секако дека треба да бидат дел од процесот и мислиме дека токму тие би можеле да бидат оној момент, пресуден момент кој што ќе помогне да се разреши целата политичка криза. Од движењето Беса пак велат дека големите политички партии, подписнички на договорот од Пржино, веќе ја изгубиле легитимноста кај народот. Partidjas parlamentare duhet të jenë të kyçurën e këto bisedime. Вонпарламентарните партии треба да бидат вклучени во преговорите, каде во протестот од 9 мај и последната анкета на Републиканскиот институт ИРИ се покаже дека движењето Беса ужива голема поддршка од граѓаните. Констатираме дека ДУИ е делегитимирана и дека не може да ги штити интересите на албанците. Бараме да се вклучиме во преговорите. Движењето Левица вчера ја нагласи потребата за вклучување на граѓанскиот сектор во преговорите, додавајќи дека граѓаните не треба да бидат занемарени и одлуките не треба да се носат зад затворени врати. На преговарачката маса за Пржино, теми на разговори повторно се прочистувањето на избирачкиот список, статусот на МРТВ, како и избор на членови на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. За понеделник, шарените најавија продолжување на протестите. Граѓаните треба да бидат спокојни, да имаат доверба во нашите институции и служби, порача претседателот Ѓорѓе Иванов во интервју за весникот Дневник, коментирајќи актуелната безбедносна состојба во земјата. Сега сосема се поинакви безбедносната состојба е нашата реалност. Полицијата и безбедносните служби се повторно под едно старешинство и една команда. Целиот тој систем на разузнавачки служби на некој начин и беше тектонски нарушен од активностите на Берушевски и неговата група. Но го издржавме тој удар и следуваат реформи во тој сектор. Мигрантската криза беше и шанса да ги видиме капацитетите со кои располагаме во овие служби, сега откако Верушевски не е влијателен таму, вели претседателот во интервју за Дневник. Што и кому сакаше да порача шефот на државата во обраќањето до јавноста? Дали и каква закана виси над Македонија? Ова беа дел од прашањата во синокешниот дебатен магазин Клик Плюс.
Дека го прочитавте говорот на председателот Иванов. Говорот на председателот Ѓорѓе Иванов е полн со страв, а председателот не смее да користи војската како да е негова приватна собственост, беа дел од ставовите на гостите во синокишниот дебатен магазин Клик Плюс. Според воениот аналитичар Благоја Марковски, со говорот председателот Иванов имал цел да ги заплаши граѓаните да не излегуваат на протести затоа што тој во одреден момент навистина може да ја употреби армијата. Марковски додава дека војската дури и да добие таква наредба за делување, нема да преземе мерки затоа што во тој случај тоа би представувало кривично дело. Наредбата не се извршува ако нејзиното извршување представува кривично дело. А фактички, наредбата на врховниот командант да ја употреби армијата против своите граѓани во услови кога нема сериозни закани по интегритетот на Република Македонија представува кривично дело. За Гоце Делчев Тодев од независниот полициски синдикат, полицијата и армијата во државата се запоставени. Во моментот имаме секако видна криза, само не безбедносна криза во оваа држава. Забарањето од председателот граѓанските здруженија да се дистанцираат од протестите, Џабир Дарала од невладината Цивил вели дека станува збор за структурно насилство и додава дека во одреден момент дури и се прашувале дали председателот е способен да ја врши функцијата. Токму Иванов и неговите стопани се тие кои се закануваат со оружје и токму тие сакаат да предизвикаат крвопролевање. Меѓутоа, не им успеа. Мора тоа да го гледаме како уште еден грчевит обид да се заштити слободата на оние кои биле тешки престапници сите овие години. Кога вие ќе откриете криминал од вакви размери, тоа е чин на херојство. Тоа не е ниту пуч, ниту пак е криминал. Според гостите, председателот на државата го прави и го кажува само тоа што ќе му се каже, а не она во кое и самиот е убеден. Илјади граѓани во Република Македонија, ширум Република Македонија. Во моментов земјата е на дното од регионалните и светски рангирања по квалитет и безбедност на патната мрежа, благодарение на криминалната власт, обвини опозицијската СДСМ. ВМРО ДПМН експресно реагираше. Македонија е во историски циклус за обнова на патната мрежа. Опозицијската СДСМ денеска посочи дека Македонија во моментов има најлоша и небезбедна патна инфраструктура во регионот. Како аргументи, партијата се служи со наодите на неколку меѓународни институции, и тоа Светска банка, Европската унија и Светскиот економски форум. Ако Светска банка вели дека квалитетот на патиштата во Македонија, во споредба со соседните земји, постојано се влошува, анализата на Европската унија за квалитет и безбедност на патиштата покажува дека од скоро 800 километри анализирани патна мрежа во земјава, само 2% се означени со 5 звезди. Тоа се само 15 километри пат оценети од Европска унија како безбедни и добри. Со најлоша оценка, само со една звездичка или со црна боја, се нотирани дури 39% од истражуваните патишта. Значи, дури 307 километри се оценети од Европска унија како небезбедни и лоши. Доказ за запоставеноста на патната мрежа во Македонија, како што рече денеска Бочварски, е и рангирањето на Светскиот економски форум, според кое од 100 земји Македонија е на 78-то, по Азербејџан, Виетнам и Гватемала. СДСМ за ова ја обвинува, како што велат, криминалната политика на власта, инвестирањето во споменици наместо во безбедни патишта и ставањето во втор план на капиталните инвестиции во овој сегмент. Владеачката партија реагираше веднаш со тврдење дека ВМРО ДПМН почна историски циклус на изградба и реконструкција на патиштата со влог од 1 милиарда евра, како што стои во соопштението. Никој досега не памети како истовремено се градат 3 нови автопатишта, 5 нови експресни патишта, како се реконструираат над 200 километри регионални патишта, како се изградија преку 400 локални патишта. ВМРО ДПМН како најголеми проекти ги посочува изградбата на автопатот меѓу Кичево и Охрид и довршување на автопатот до грчката граница. Но како што стојат работите на терен, за заокружување на овие проекти ќе бидат потребни години. Неодамна беше најавено и железничко поврзување со Бугарија и со Албанија, со оптимистички рок до 2020 година. Но ваквите ветувања во меморијата на македонските граѓани се присутни барем 2 децении.
Студентскиот пленум во отворено писмо бара Универзитетскиот сенат на најголемиот универзитет Свети Кирил и Методи во земјава да го поништи досегашниот процес за избор на ректор, поради како што велат нелегитимни представници во телата кои одлучуваат. Пленумот предлага прво на демократски и транспарентен начин да се изберат студентските представници во сенатот кои имаат право на глас на избори кои би се одржале на почетокот од следната учебна година, а не како што е планирано на 30 јуни, кога повеќето студенти не се во Скопје. Процесот за избор на ректор е при крај. Од пријавените 6 кандидати избрани се двајца кои влегува во потесниот избор. Синоќа во центарот на Скопје беше поставен и споменикот на Неџат Аголи, последниот од трите споменици на албанските дејци во рамки на проектот Скопје 2014. Во центарот на Скопје, во близина на зградата Телеком, синоќа наполно ги беше поставен споменикот на албанскиот деец Неџат Аголи, кој е еден од тројцата албански дејци чиј споменик требаше да биде поставен во рамки на проектот Скопје 2014. Министерката за локална самоуправа Шире Телези рече дека институциите како град Скопје и општина Центар соработувале за да се финализира поставувањето на споменикот. Имавме проблеми со подземната инфраструктура, но успешно ги решаваме. Имаме уште малку работа, треба да се среди мермерот, односно тоа треба да го направи компанијата Бетон која го доби тендерот. Со поставување на овој споменик ќе се заокружи проектот за поставување на трите споменици на албански дејци. Градоначалникот на град Скопје Куце Трајановски рече дека и за одржување на овој споменик ќе се грижи град Скопје, бидејќи општина Центар се откажа од одржување на спомениците кои се дел од проектот Скопје 2014. Со оглед на тоа што ние ги немаме тие правено, меѓутоа и општина Центар не од различни причини се откажа од нивното одржување, така тие се под надлежност на градот Скопје и ние ќе ги одржуваме како сите останати споменици. И на коминатиот месец прв беше поставен споменикот на Пјетар Богдани во Жина парк спроти Собранието, додека споменикот на Јосиф Багери во близина на новиот македонски театар. По поставувањето на спомениците на Јосиф Багери и Пјетар Богдани, конечно е поставен и споменикот на Неџат Аголи. Неџат Аголи бил адвокат и заменик претседател на владата на Социјалистичка република Македонија по Втората светска војна. Одлуката за поставување на овие споменици беше донесена во 2010 година од општина Центар во рамки на проектот Скопје 2014. Министерството за локална самоуправа со владина одлука беше овластено да ги принесе спомениците од Италија и да ја координира работата за нивното поставување. До крајот на годината треба да пристигнат 2 слона во зоолошката градина во Скопје. Со тоа по 24 години. Во оваа зоолошка ќе има повторно слонови. Градот за оваа намена издвои 26 милиони динари. По завршувањето на изградбата на живеалиштето до крајот на годината ќе пристигнат 2 слона, со што по 24 години во Скопската зоолошка градина повторно ќе има слон во збирката животни. Проектираното живеалиште се состои од внатрешен и надворешен дел, поделени во 2 дела за 2 слона. Новото живеалиште за слон ќе се изгради на парцела со површина од 3200 квадратни метри и во него ќе се изгради објект со површина од 400 квадратни метри. За изградбата на новото живеалиште, што треба да биде готово есен во градот, издвои 26 милиони динари. Директорот на зоолошката градина во Скопје рече дека посетители најмногу има на пролет и во есен. Посетеноста зависи од временските услови. Доколку времето е убаво, пријатно, сончево и топло, посетители има, доколку е жешко, големи врушини се, бројот на посетители е помал. Во утринските часови посетеноста е поголема, во попладневните послаба. Инаку зоолошката градина во Скопје имала слон во збирката животни, тоа индиска слоница по име Анка, која живеела до 1992 година. Во СОС детското село во Скопје започна донаторска акција за реновирање. Помошта ќе дојде од банка и осигурителна компанија во износ од 4.500 евра. Освен децата ги израдува и вработените, кои велат дека се едно големо и среќно семејство. СОС детското село е семејство кое живее обичен живот како и секое биолошко семејство, вели Ремзија Јусуфу, дел од персоналот на СОС детското село во Скопје, која повеќе од 14 години како мајка се грижи за деца кои се таму.
Кај нас, како и во секое биолошко семејство, се будиме наутро, им подготвуваме појадок на децата, ги подготвуваме за на училиште. Најмалите деца ние ги водиме на училиште. Се враќаме, го подготвуваме ручекот, им помагаме околу домашните задачи, излегуваме во град, се шетаме, се враќаме и ја подготвуваме вечерата. Во СОС детското село има 12 така наречени СОС мајки и персонал кој се грижи за 57 деца, кои во моментов се таму згрижени. Ремзија Јусуфов вели дека е многу приврзана за сите деца за кои се грижела досега. Јас израснав 3 деца, кои дојдоа многу мали. Најмалото имаше 4 години, а сега е 3-та година гимназија. Син ми заврши средно медицинско училиште, а сега ќе почне да студира на Тетовскиот универзитет. Најстариот син студира на педагошкиот факултет. Прва година е. Сум срекна поради нивните успеси. Директорката на програмата на СОС детското село Александра Ивановски вели дека низ овој центар за згрижување поминале многу деца, вклучувајќи и деца бегалци. Во разноразни програми на детското село се поддржани многу голем број на деца, од кои што 150 деца без родителска грижа, околу 350 деца кои што се во социјален ризик и во ризик да ги напуштат своите биолошки семејства. Од неодамна поддржавме и деца бегалци, нашата организација тука се вклучи и во таа програма, во тој проект поддржавме околу 3500 деца и семејства кои што беа засегнати од бегалската криза. Според Ивановски, СОС детското село е пресреќно поради новата донација, со чија помош ќе се реновира внатрешноста на 11 куќи и дворот, кој има градина и игралишта за деца. Од основањето на СОС детското село пред 15 години, во него израснале околу 500 деца и тргнале по своји стапки во животот. Скопското СОС село е дел од меѓународната заедница на СОС детски села во светот. Ребаланс за плати и пензии, буџетска дупка од 340 милиони евра. Груевски на прославата на Унијата на млади сили. Специјалното јавно обвинителство делува партиски и го оцрнува ВМРО ДПМН. Вклучете не во преговорите, порака на шарената револуција. А Голи се исправи пред зградата на Телеком, поставен споменикот на албанскиот деец. ТВ21.мк за повеќе информации. Пријатна саботна вечер.